Сојузот на синдикатите на Македонија најави дека од 10 февруари преминува во втората фаза од активностите за зголемување на платите, откако, како што велат, пратениците не одговориле на барањата за измени на законот за минималната плата. Првата блокада ќе се одржи на 10 февруари пред Собранието на Република Македонија, пошто на 12 февруари е најавена блокада пред Стопанската комора, а на 17 блокада пред владата. Председателот на ССМ Слободан Трендафилов изјави дека вчера истекол рокот кој работниците им го дале на пратениците за усвојување законски измени со кои минималната плата би се зголемила на 600 евра, а останатите плати би се зголемиле за најмалку 6000 динари. Игнорантскиот однос на пратениците кон работниците не принуди да преминеме во втората фаза од активностите за зголемување на платите, изјави Трендафилов. ССМ најави дека ќе достави иницијатива до Собранието за измени и дополнување на законот за платата и другите надоместоци на пратениците и на другите избрани и именувани лица. Според Трендафилов, со оваа мерка, пратениците би имале можност да покажат одговорност и подготвеност за намалување на сопствените плати, со цел да се спречи дополнителен раст на инфлацијата. Министерството за здравство соопшти дека нема директни надлежности во спроведувањето на научно-истражувачката дејност во врска со актуелната тема во јавноста за научната студија за мозочни примероци меѓу Институтот за судска медицина и Македонската академија на науките и уметностите. Од Министерството информираат дека од медицинскиот факултет биле известени од научно-истражувачката работа која вклучува биолошки материјал со генетски карактеристики е предмет на строго нормативно регулирање, согласно Законот за научно-истражувачка дејност, Правилникот за клинички испитувања, како и упатствата за трансфер, транспорт, пакување и обележување на биолошки материјали. Во соопштението се наведува дека во периодот на кој се однесува случајот, законската обврска за чување на документацијата изнесувала 15 години, додека од 2018 година таа обврска е продолжена на 25 години. Министерството појаснува дека постапката за транспорт на ткива во тој период вклучувала информирана согласност од семејството, одлука од етичка комисија за истражување кај луѓе, како и дозвола за извоз на ткива издадена од тогашното биро за лекови. Во дозволата, како што се наведува, прецизно било утврдено дека ткивото се користи за научно-истражувачка дејност и за конкретни цели. Дополнително од Министерството нагласуваат дека при извоз на биолошки материјал неопходно е да постои формален договор или меморандум меѓу научните институции во земјата и странство, со јасно дефинирани протоколи за земање, транспорт, прием и понатамошно постапување со биолошкиот материјал. Францускиот председател Емануел Макрон изјави дека се во тек подготвителни активности за повторно воспоставување директни разговори меѓу Европа и Русија за војната во Украина, нагласувајќи дека е важно европејците да ги обноват каналите на комуникација со Москва. Како одговор на новинарско прашање за неговиот повик од декември за обновување на дијалогот со рускиот председател Владимир Путин, Макрон изјави дека во моментов се водат технички разговори за да се овозможи таков процес, објави бриселскиот политико. Тоа мора да биде подготвено, затоа се во технички разговори за да се овозможи тоа. Макрон истакна дека евентуалните разговори со рускиот председател мора да бидат координирани со председателот на Украина Володимир Зеленски, како и со клучните европски партнери, при што ја нагласи улогата на така наречената коалиција на подготвените, која ги обединува земјите што ја поддржуваат Украина. Макрон оцени дека Русија во моментов не покажува подготвеност за постигнување мировен договор. Катар соопшти дека продолжуваат интензивните дипломатски напори во регионот со цел организирање разговори меѓу Иран и Соединетите Американски држави. Напорите продолжуваат многу интензивно, изјави портпаролот на Министерството за надворешни работи на Катар Маџед Ал-Ансари на пресконференција во Доха. Тој истакна дека Катар активно соработува со соседните земји, како и со пријателските држави во регионот, при што ги наведе Турција, Египет, Оман и Саудиска Арабија. Во меѓувреме иранскиот председател Масуд Пезешкијан претходно на платформата X
соопшти дека му наложил на министерот за надворешни работи Абас Аракчи да води фер и правични преговори, водени од принципите на достоинство, разумност и целесообразност, нагласувајќи дека тоа е возможно само доколку постои соодветна средина, без закани и неразумни очекувања. За петок е предвидена средба меѓу Аракчи и американскиот специјален представник Стив Витков во Истанбул, на која ќе се разговара за иранската нуклеарна програма. Времето денеска променливо облачно со умерен до засилен ветер од југоисточен правец. Попладне и во текот на ноќта ќе има локални врнежи од дожд, а на повисоките планини во северозападните делови врнежи од снег. Во Скопје е променливо облачно време со умерен повремено засилен ветер од југоисточен правец. Кон крајот на денот и во текот на ноќта ќе има повремени врнежи од дожд. Управата за хидрометеоролошки работи информира дека следува период на променливо облачно време до сабота со повремени врнежи од дожд, кои наместа ќе бидат пообилни.